Почитувани, добро вечер. Ја следите емисијата Став. Вечерва имам чест да разговарам со директорот на јавното претпријатие Чистота и зеленило, Даниел Стојчевски. Добро вечер, благодарам што одвоивте време за гостувањето во нашата емисија. Добро вечер, Ели, ви благодарам на поканата и поздрав до гледачите на емисијата Став на ТВ Плюс телевизија. Еве, по нешто подолг период повторно сте во нашата емисија. За да не се доведе во прашање функционирањето на јавното претпријатие, чие што првенствена намена е нели чистење и одржување на хигиената во градот, одлучивте времено поради скапите енергенси, струјата и гасот да се затвори градскиот базен. Реакциите беа различни. Па така, значи, оваа криза што го зафати светот, Европа, не е одмина ни нашата држава, не го одмина ни јавното претпријатие Чистота и зеленило. Како што знаат и самите граѓани, јавното претпријатие управува со градскиот затворен базен и за негово користење, намена, затоплување и управување користиме два енергенса, едниот е електрична енергија, едниот е газ кој што го користиме за затоплување и на водата, но и на амбиентот внатре во затворениот градски базен. Пред Нова година, некаде месец дена, ние имаме на тендерска постапка склучено договор со фирма за снабдување со електрична енергија. Тој договор ни беше еднострано раскинат и не сме повеќе на слободниот пазар, на либералниот пазар, туку сме директно приклучени на ЕВАН како крајен корисник. Меѓутоа, цената таму кај ЕВАН се утврдува на друг начин, односно пресметката се прави према она просечна дневна цена што излегува на пазарот на берзата и таа цена може да достигне до 10 пати поскапо цена за таа услуга која што ја користиме како јавно претпријатие. Другата работа која што се случи исто со гасот кој го користиме како енергенса за загревање, исто така неколку дена пред Нова година од јавното претпријатие Куманово газ добивме известување дека цената на гасот ќе се качи од 25 денари на 80 денари, што значи трократно зголемување на овој енергенс. И кога ги направивме пресметките, доколку минатата година, овој период за месец декември, јануар, сме плаќале цена од 10 до 12-13 илјади евра за овие два енергенси, сега цената би можела да достигне и до 50.000 евра, што е навистина сериозен износ. Поради тоа седнавме, поразговаравме со менаџерскиот тим. Ние во планот, финансовиот план, имаме предвидени средства за нормално функционирање во теком на година, односно за исплата на овие енергенси за плаќање на струја и на газ. Меѓутоа, тие средства се планираат и тие се навистина ограничени. Мислам дека вкупниот износ за газ беше 4.200.000 денари, вкупниот износ за електрична енергија изнесуваше некаде околу 5 до 6 милиони денари, што е севкупно 10 милиони на годишно ниво, меѓутоа за функционирање ќе потенцирам на целото јавно претпријатие. Ние имаме состојба каде што во месец јануар би можеле да исплатиме 3 милиони денари само за градскиот базен, за да зборуваме. Нормално дека ќе ни стигнат и останати сметки во другите подрачни единици каде што користиме електрична енергија и тие цени навистина не се издржливи за јавното претпријатие. Прво од финансов аспект кој што ви го кажав пред малку, друго аспектот што немаме доволно пари за да ги покриеме овие трошкови, односно самата функционирање на градскиот базен не доведува до рентабилност, како што знаете и претходно со старите цени, и со новите цени воопшто не е рентабилен и затоа можеше да се доведе во опасност и нормалното функционирање и вршење на редовната дејност што е на самото јавно претпријатие, затоа ја донесовме таа одлука. Јас ги разбирам граѓаните, имаше навистина реакција од граѓаните, меѓутоа тоа е што е и одлуката мораше да ја донесеме и да ја испочитуваме. И сега за сега градскиот базен е затворен поради тоа. Значи не станува збор за никакви дефекти, никакви одржувања на базенот. Отворено зборувам дека се работи, да. Ќе ве потпрашам подоцна нешто и за тоа. Во една од изјавите посочивте дека заедно со останатите претпријатија ќе побарате помош од владата. На каква конкретно помош мислите и кога очекувате да профункционира базенот? Па добро, јавните претпријатија се здружени на ниво на едно здружение на ниво на Република Северна Македонија кој се вика АТКОМ и преку тоа здружение ние јавните претпријатија си ги остваруваме своите права. И преку АТКОМ имаме поднесена иницијатива за помош. Имаме прилика да слушнеме дека пред месец дена проблемот на топлификација со Скопје се решаваше така што владата директно влезе во менаџирање на тој проблем, а имаше и најави за субвенционирање на разликата во цената за грејење, односно за
за топлификација чинам дека беше, не знам таму газ како дали користат. Меѓутоа имаше субвенционирање во дел на сметките. Ние немаме друг начин освен да побараме субвенционирање на разлика за да можеме нормално да функционираме. И кога го зборувам ова субвенционирање, претежно се мисли на останатите јавни предпријатија кои што ќе се соочуваат со уште поголем проблем, освен јавното предпријатие Чистото и зеленило со затворениот градски базен. Вие имате, ќе го земеме пример водовод, кој што плаќа месечен износ за струја, за користење на пумпи, за одржување на нивото на водоснабдување на градот од 1 до 1,5 милиони денари. Вие овој месец може да се случи тоа јавно предпријатие да има сметка од 7-8 милиони денари, што е драстично зголемување на цената и може да се доведе во прашање нормално функционирање на тоа јавно предпријатие. Бидејќи добро знаете дека и јавното предпријатие Водовод и јавното предпријатие Чистота и зеленило се блокирани и работат со задолжителна резерва и многу е тешко да се направи исплата на тие средства. А дополнително прашање и обезбедување на тие средства и покривање на тие енормни сметки за електрична енергија. Затоа и на советот кога го расправавме тоа, мислам дека приоритет треба да биде и акцент за ставање на електрична енергија и решавање на тој проблем на јавните предпријатија и гасот со кој што се снабдуваат домакинствата, бидејќи ние во Куманово има домакинства кои што се греат на газ. Тие домакинства овој месец ќе добијат 3 пати поскапа сметка. И мислам дека тоа треба да биде приоритет. Учебната година веќе започнува, самите школи се греат на газ, самите училишта се греат на газ и мислам дека примарно треба да биде решавање на овие проблеми, а во втор план да биде градскиот затворен базен. Не дека нема заинтересирани луѓе, треба да работи градскиот базен, меѓутоа сметам дека ова се навистина посериозни проблеми. Колкав е бројот на посетители на неделно месечно ниво? На дневно ниво има околу 40 до 50 посетители кои што пливаат рекреативно, цената е 100 денари, што значи во вечерните часови ние имаме и клубови, оние деца пливачи кај што има тренажен процес и тренираат. Меѓутоа овие цени, овие износи, овие посетители не можат да ги покријат трошковите за нормално функционирање на градскиот базен. Еве ќе ви дадам една информација, во минатата година, 2021 година, градскиот базен има направено загуба некаде од 3 до 4 милиони денари. Дел од таа разлика е покриена од страна на општина Куманово, таа загуба, дел од јавното предпријатие Чистота и зеленило. Меѓутоа тоа сме го правеле се со цел, нели да им се даде можност на пливачите да се рекреираат. Меѓутоа повторно ќе потенцирам, овие цени сега ќе предизвикаат петократни загуби и затоа не може да издржиме со работа. Да, напоменавте дека се доведе во прашање и опремата, се споменуваат и панелите кои што ги поседува градскиот базен, дека делот од нив не биле во функција и слично. Така, значи панелите кои што се поставени на градскиот базен се користат во летниот период и тоа за загревање на вода, она што е за туширање, за по завршување на спортските активности на самите пливачи и рекреативци. Засега има информација дека 2 или 3 од панелите се скршени и не работат. Веќе разговаравме таму со менаџментот и ќе се направи премостување на тие 2-3 панела, ќе бидат исклучени, нема потреба од нив, а останатите ќе бидат ставени во функција. Меѓутоа и да бидат ставени во функција, тие повторно нема да ја вршат во зимскиот период она улога за која што се поставени. А она што е спротивност па во летниот период, тие предизвикуваат, стварат преголема количина на топла вода, која што ние не можеме ниту да ја искористиме, има преголема количина на топла вода. И затоа треба да се најде некој модус, некој начин тој процес како ќе се изменаџира во летниот период. Да. Покрај градскиот базен, оно што е актуелно деновиве и зимското одржување, и вие како јавно предпријатие сте вклучени тука согласно програмата. Слободно можеме да кажеме дека досега и немавме поголеми врнежи од снег, меѓутоа еве, реагиравте со екипите, се користеше средството за одмрзнување, се нанесуваше на јавните површини и слично. Па така, значи оваа година имавме падавини на снег во 2-3 наврата. Јавното предпријатие по програма има обврска за одржување на плоштадите, тротоарите, пристапните патеки и така натаму. Немаше поголеми количини на снег и освен снегот кој што падна пред 2 или 3 дена, кога вееше интензивно од 2 до 3 часа и направи одредени наноси, меѓутоа екипите беа спремни. Пред 2 дена ги вклучиме и сите машини, целосна механизација која што имаме за рачистување на снегот, на плоштадите, на тротоарите, пристапните патеки, исто така го користавме и средството за спречување на создавање на мраз и некаде до 11-12 часот на пладне по започување на
паѓање на снегот веќе беше расчистено. Дополнително утредента вршивме чистење на останатите тротоари пошироко од центарот на градот и немавме некои поголеми проблеми сега за сега. Ги вклучивме и двата трактора кои што ги имаме, ги вклучивме и двете метларки на кои што им се адаптираат оние ноживи за чистење на снег. Имам уште една дополнителна машинка мала за чистење на снег, ја активиравме и таа. Луѓето од останатите работни единици беа пренасочени во делот на чистење на снегот и така да немавме посериозни проблеми во соработка и комуникација со приватната фирма која што е задолжена за чистење на улиците. Мислам дека успешно си ја завршивме оваа задача. Да. Хигиената е секогаш актуелна тема меѓу кумановци. Што ќе биде приоритет за решавање во овој, да кажеме, втор ваш мандат? Па така, јас најавив уште кога бев во првиот мандат директор, тоа беше пред 2 години. Моја голема желба и цел беше да почнеме со селекција на отпад. Во тој период започнавме со поставување на одредени локации на садови, каде што граѓаните имаа можност за селектирање на смет, меѓутоа, за жал, од страна на дивите собирачи, од страна на несовисните граѓани, голем дел од тие средства, од тие садови за смет беа уништени. Ние како јавно предпријатие во тој период дополнително обезбедивме и лента на која што ќе може да се селектира и преса која што уште не е ставена во функција. План е оваа година, во почетокот на пролета, да почнеме повторно со една таква акција. Нема да се откажеме како јавно предпријатие. Значи, да почнеме да селектираме, да поставиме дополнителни садови за смет, доколку општината успее да обезбеди и поголем број на полуподземни контејнери, да ги пренасочиме и тие полуподземни контејнери за селекција, а ова го зборувам се со една цел, бидејќи јавното предпријатие има склучено договор со Министерството за животна средина и формирање на таа регионална депонија. Таа регионална депонија ќе значи затварање на нашата депонија и отпадот, целиот отпад што ќе се собере од територија на општина Куманово, јавното предпријатие ќе има обврска да го транспортира во таа регионална депонија, кај што седиштето мислам дека треба да биде во општина Свети Николе. Меѓутоа, сета количина што ќе однесе јавното предпријатие ќе треба да плати. Што помалку однесеме, односно што повеќе селектираме, ние ќе однесеме помала количина, ќе плаќаме многу помалку, а од друга страна преку постапка на лицитација ќе може таа собрана количина на селектиран отпад јавното предпријатие да го продава и да остварува дополнителен приход. Ова навистина е тешка акција, тешко е спроводливо, ќе нема да се откажеме и ќе ги насочиме сите сили како јавно предпријатие во нареден период да ја спроведеме оваа постапка, а тука нормално ќе ни биде потребна и поддршката од самите граѓани да се вклучат во овој процес за да поуспешно ја спроведеме оваа акција. Докаде е самата постапка кога веќе ја напоменавте депонијата? Во моментот мислам дека целокупната опрема која што треба да ја добиеме, тоа се контејнерите, возилата, камионите се обезбедени. Мислам дека е завршена постапката за уредување на постоечката депонија, односно за санирање. Таа депонија би требала по сликите, она што го видов јас на тој проект, да изгледа како еден парк со дрвја, со трева. Целокупниот отпад треба да остане под земја, да се истретира. Има неколку начини каде што се нанесува слоеви на земја, тампон, повторно земја и таму веќе нема да се гледа ѓубре. Тоа би било само едно место каде што ќе се врши трансфер од помали камиони кои што ќе се собират на територија на општина Куманово во големи камиони. Тие големи камиони после отпадот го носат за Свети Николе. Веќе се создадени и органите на управување на тоа јавно предпријатие. И мислам дека е во тек постапка тендерска за изградба на самата фабрика. Тоа оди преку Министерството за животна средина. Овие денови навистина точно не знам докаде постапката за изградба на фабриката, меѓутоа се очекува во текот на ова година да се започне и да се заврши што побрзо, за да може во 2022-2023 година да започне да функционира цел тој процес, што ќе даде огромен бенефит за целата држава, меѓутоа и за сите општини кои што се вклучени во овој процес, односно ќе имаме општини без отпад. Да. Ги напоменавте полуподземните контејнери, тие се поставени на неколку локации во централното подрачје. Ги дадоа ли посакуваните резултати, доколку се анализира според оној метеж што претходно го имаше кога вашите екипи постојано во текот на денот по неколку пати поменуваа низ центарот во градот, тоа веќе може да кажеме дека и не е случај? Па така, значи, како што напоменав и тогаш, навистина добро решение се полуподземните контејнери, бидејќи еден таков заменува 5 обични
контејнери, односно два ставени едни до други заменуваат 10 контејнери и ние како јавно претпријатие веќе немаме обврска во текот на денот каде што се создава поголем метеж во сообраќајот да поменуваме со нашите возила и дополнително да предизвикуваме метеж на што граѓаните реагираат. Често пати сум зборувал и дека треба да имаат разбирање бидејќи самите контејнери во градското централно подрачје се празнат некогаш и по 5 пати во текот на денот. Не е возможно како тоа што го бараат граѓаните да се врши исклучиво во вечерните часови, бидејќи се создава голема количина на смет, доколку не го собереме тој смет, придување на ветер, може да дојде до разнесување по улиците и може да направиме некоја поголема катастрофа. Како што напоменав, овие контејнери сега за сега дават навистина добар резултат. Имаме поставено на 7 локации. Овие денови треба да поставиме уште 7 или 8 локации. Тие се набавени од страна на општина Куманово, бидејќи јавното претпријатие нема ниту доволно средства, ниту доволно ресурси за да ги обезбеди овие полуподземни контејнери. И некоја наша проценка е со 150 до 200 локации на овие полуподземни контејнери, централно градско подрачје, односно градежниот реон, можеме да го опфатиме и на многу модерен начин да го решиме изнесување на сметот, односно веќе нема да мора да ги пуштаме самите камиони да се движат во текот на денот. Изнесувањето на сметот ќе се врши во вечерните часови. Тие садови се затворени, не предизвикуваат дополнително исфрлање на сметот надвор од нив и навистина се многу ефикасно и добро, но и ефтино решение за разлика и во однос на подземни контејнери кои што функционираат на хидраулика, на струја, па доаѓа до дефекти, влегување на вода во истите, собираат само 3 до 5 кубика и не се доста ефикасни. До пред извесен период имаше забелешки од дел од жителите на приградските населби дека доцни изнесувањето на сметот. Вообичаено тоа се работеше за тесни улици. Со колкав број на помали камиони располагат и дали е неопходна дополнителна набавка? Така, значи во овој период во последните 2 години јавното претпријатие има добијано 8 камиони преку проектот за регионална депонија, која се донација на јавното претпријатие и пред 2 години јавното претпријатие со сопствени средства обезбеди 2 помали камиона за изнесување на сметот во потесните сокаци, улици и така натаму. Ние сега имаме на располагање 7 такви мали камиони, од кои едниот е постар и е во дефект, односно треба целосен ремонт. Имаме 2 од тие понови кои што се моментално во дефект и овие денови се изнесување на сметот го вршиме само со 4 мали камиони кои што не се доволни. И вообичаено кога во населбите настанува до застој да изнесување на сметот се случува токму поради дефектот на тие мали камиони, бидејќи имаме поголем број на големи камиони кои што ги имаме паркирано, меѓутоа не можеме да ги користиме. Тие сами камиони со својата физиономија не дозволуваат да влезат во потесни улици во приградски населби и на тој начин да се врши изнесување на смет. Оваа недела работиме интензивно на тоа да ги санираме двата големи дефекти кои што ги имаме. Мислам дека ќе бидат отклонети и веќе од понеделник ќе работиме и на санација на 2 постари помали камиони кои што ги имаме, да може да ги ставиме во функција, односно тогаш кога ќе имаме дефект кај некој од овие помали камиони, да може да ги пуштаме еден од тие или 2 од тие постари, за да може навремено да ја дадеме услугата. Сега за сега имаме поплаки од населба Карпош и населба Иготричковиќ. Веќе разговаравме со менеджментот. Во сабота и недела ќе работат дополнително екипи за да постигнат за изнесување на сметот и во тој дел на градот. Во останатите делови на градот сега за сега немаме поголеми поплаки. Деновиве продолжуваат и акциите за чистење на депониите, се чистеше на неколку различни локации. Па во последниот месец мислам дека имаме изчистено преку 20 диви депонии, чистевме на повеќе локации. Денеска исто така вршиме и чистење на една депонија за која што сум фрапиран. Се работи за поранешна пивара испод пожарна, поранешна пивара локација, каде што таму до моментот до моје доаѓање во оваа емисија имав информација дека има изнесено 5 тракторски приколици, а се работи за урбано населено место, се работи за површина не поголема од 100 квадрати. И ова беше денеска последната акција која што ја изведовме како јавно претпријатие. Во овие денови исто така вршевме во неколку населби чистење, во населба Бедиње, вршевме во населбата Трговски, во Зелени рид вршевме одредени чистења таму на диви депонии и на останати места. Исто така сме насочени овие 2 дена и во текот на викендот да вршиме и чистење на градските гробишта, бидејќи таму навистина има
големи количини на смет и ќе продолжиме со тој интензитет во наредниот период. Со започнување на пролет планирам повторно да ја вратиме она акција која што ја спроведувавме во минатото, односно еден ден во неделата, обично ќе гледаме тоа да биде за викенд, да посетиме една населба и во една населба да извршиме детално чистење на тој простор, тој дел од градот. Доволен ли е бројот на вработени со кои што располага предпријатието, бидејќи паралелно работите по неколку работи? Па добро, во моментов јавното предпријатие има вработено околу 350 луѓе. Обично граѓаните реагираат и велат, нели, тој број е многу голем, што прават оние администрација по канцеларија. Само за информација, јавното предпријатие има не повеќе од 40 луѓе кои што работат во администрација. Сите останати работници се или на терен, или покриваат некои одредени други работни места кои што мора да ги покриеме, како што е стражарска служба и така натаму. Поради сегментот и дејностите кои што ги врши јавното предпријатие, вие знаете дека и под јавното предпријатие угостителскиот објект Пелинце, градскиот базен, православните гробишта, муслиманските гробишта, самата депонија, двата расадники кои што ги имаме, метење на улиците, одржување на зеленоцветни површини, изнесување на сметот. Ова е број на работници кои што ги имаме 350 на вистина мал, а особено се чувствува во делот на чистење метење на јавно прометни површини и во делот на уредување на градското зеленило. Мислам дека како јавно предпријатие во овој дел треба да појачаме. Имаме некој разговор со општината да во период од месец април до месец октомври преку општина ангажираме дополнителни сезонски работници кои што ќе работат исклучително во овој период кога има поголеми активности за косење на трава, садење на трава, садење на дрвја, цвеќиње, уредување на истите, полевање на истите. Во тој период да имаме сезонски работници кои ќе ги користиме за да создадеме дополнителни зелени површини, да ги доуредиме овие зелени површини или да ги обновиме онаму каде што е потребно, да насадиме повеќе дрвја, меѓутоа и по поставување на истите да вршиме полевање, наводнување преку системи, зашто исто така ќе ни бидат потребни дополнителни бушотини од вода, бидејќи јавното предпријатие не може да користи вода од водовод, односно од она градска мрежа, бидејќи прво е скапа, не е исплатлива да се користи за полевање, а од друга страна и предизвикува проблем во мрежата на водот, бидејќи на нас не се потребни поголеми количини на вода за наводнување на оние зелени површини кои што ги имаме. И затоа интенцијата ќе биде да направиме дополнителни бушотини, водата од тие бушотини преку поставување на системи, веќе имаме еден систем на градскиот кеј кој што ќе го користиме, потребна е дополнителна бушотина, да на тој начин се уредува градското зеленило. Ја споменавте и претходно финансиската состојба, каква е во моментов, докаде се долговите? Па така, во моментов јавното предпријатие има тековни обврски према добавувачи од 25 милиони денари или 400.000 евра. Имаме спор, оној фамозен спор кој што јавното предпријатие го има со управата за јавни приходи, поради кое што во моментот е блокирано. Главниот долг беше во два дела, едниот изнесуваше 28 милиони поради кој што сме блокирани и другиот дел од долгот беше 22 милиони денари. Во претходните 3 години едниот дел од долгот за кој што не бевме блокирани 22 милиона успеавме целосно да го вратиме. Од оној првиот дел од 28 милиони имаме за враќање уште 22 милиони денари. Меѓутоа, основен проблем што представува е каматата, која што според наши пресметки е некаде околу 13 до 14 милиона. Според пресметките на управата за јавни приходи се работи за камата од над 80 милиони денари, што е преголема камата за јавното предпријатие. Испративме овие денови писмо до управата за јавни приходи, ќе бараме состанок да седнеме, да најдеме начин, не бегаме од долгот, сакаме да го платиме долгот како јавно предпријатие, да ни се даде можност на ратини и веќе и досега го плаќаме тој долг и е преполовен и сакаме да ни се даде можност да биде трната таа камата, а главниот долг со некој репрограм да може да си го платиме и конечно јавното предпријатие да биде одблокирано, со што ќе ни останат само долговите кои што ги имаме према општината за јавна чистота, кој јавно предпријатие должи на општината средства, обврски тековни према добавувачи од 400.000 евра, не долг не поголем од 1.000.000 евра. Во минатото, кога прв пат легов во јавното предпријатие имаше 4 милиони евра долг, сега имаме 1 милион евра долг. Со успешно работа, со штедење, мислам дека и во наредната година и со разбирање од страна на управата за јавни приходи
Јавното предпријатие може целосно да биде стабилизирано и може да размислуваме на покачување на плати на вработените, до обезбедување на дополнителна опрема и нормално функционирање на самото јавно предпријатие. Да, задоволни ли сте од наплатата? Кумановци редовно ли ги надмируваат своите давачки? Да. Со оглед на состојбата во која што се наоѓаат граѓаните и во овој период покачување на самите сметки, на цените на производите, сепак граѓаните си ги плаќаат сметките, односно на такса за изнесување на смети, немаме тука поголеми проблеми. Наплатата се движи преку 80%. Да. Напоменавте по преземање на функцијата дека и овој пат ќе продолжите со акциите за пошумување. Мислам дека најавивте најмалку 5000 садници, така нешто. Планот е ова година да посадиме најмалку 5000 садници, ќе се обидеме и повеќе, ќе бидат поставувани на повеќе локации, ќе имаме масовни пошумувања, меѓутоа и ќе имаме поставување на дрвореди во централно градско подрачје. Во изминатиот период, додека менаџирав со јавното предпријатие, успешно поставивме неколку дрвореда долж булеварот Трета Македонска, улица Јана Гоце Делчев, кои ова година тие насади што ги поставиме веќе прераснуваат во убави крошни на дрва и може да користат за сенка, ладовина, прочистување на воздух, долгорочно решавање на проблемот кој што го имаме со загадување и планираме и да продолжиме со таа интенција, само треба да видиме со планот што, како и кои делови од градот ќе бидат зафатени да поставиме дополнителни дрвореди. Не би сакале да се доведеме во состојба, како што ни се случи пред 2 или 3 години, кога поставивме дрворед по должина на улица Доне Божинов, односно почнувајќи од спомен Костурница, долж улица 100, главната улица која што поминува низ населбата Карпош, до крајот каде што поставивме преку 100 убави високо квалитетни садници на липи на брези, каде што 90% од нив беа уништени за жал. Не би сакал повторно да ни се случи истото, би сакал да упатам апел до граѓаните да се воздржат од уништување на истите и доколку е во можност и да се погрижат, да ги полеат, доколку не стигнат вработените во јавното предпријатие, затоа што тие дрвореди што ги правиме, тие насади што ги ставиме се пред се за самите граѓани. Напоменавме дека овој на некој начин е ваш втор мандат. Претходните 2 години бевте дел од општина Куманово. Зад нас се локалните избори, бевте шеф на изборниот штаб на градоначалникот Димитриевски. Како гледате, еве, наскоро се мислам и 100 дена од локалните избори, како гледате на сето ова што е зад нас? Па добро, ова е малку комплицирана тема за разговор. Пред се јас сум член, бев член на СДСМ, формално уште сум член на СДСМ. Сум дел од општинското раководство, член на извршен одбор. Заедно со градоначалникот Максим Димитриевски, добро е познато на јавноста дека последните година или 2 имавме доста недоразбирање со самото општинско раководство, ќе потенцирам не со членовите на СДСМ, туку исклучително со општинското раководство, каде што едноставно немаше разбирање за проблемите со кои што се соочуваше општина Куманово, проблемите на кои што наидувавме, можните решенија кои што ги баравме внатре во партијата, се до момент до најава на почнување на постапка за кандидирање можни кандидати за градоначалник и немаше воопшто, мислам дека разбирање. Тоа беше можеби некој природен процес или пат за да се решат сите недоразбирања, односно да излеземе пред граѓаните, па граѓаните да кажат кој е во право. Се случи тоа што се случи. Излеговме на овие избори, градоначалникот Максим Димитриевски излезе како независен кандидат, јас бев шеф на изборниот штаб. Навистина не беше лесно, прво морам да кажам, се боревме против неколку партии гиганти, кои што во народот нели се нарекуваат машинерија. Многу мина беа песимисти, ни дава подршка, но велеа дека тешко ќе успеете да победите, меѓутоа со честна мисла, со упорност, со здрава волја, со разбирање и помош на граѓаните, успеавме да оствариме една голема победа, зашто искрено сум благодарен, ќе искористаме ова прилика да им се заблагодарам на сите граѓани кои што гласаа и дадоа подршка на концептот за нашeg Куманово, а во наредните 4 години ние како тим ќе се обидеме и да ја добиеме довербот и од останатите кои што не дадоа подршка, на сите кандидати кои што учествуваат во изборниот процес. Им посакувам среќа, на шефовите на изборните штапови им честитам за коректноста во борбата, иако од делот на останатите шефови на штабови не добив ниту честитка, ниту ми се јавија, меѓутоа тоа е
нивно право. И во однос на она што ме прашавте како ги гледам изминатите 100 дена, изминатите 100 дена со оглед на состојбата, кризите кои што се случуваат беа исклучително тешки. Градоначалникот и општинската администрација успеа да довршат некои од проектите кои што беа закочени и блокирани од првиот мандат. Тоа се правење на неколку дополнителни улички на улица Народна револуција. Мислам дека 3 или 4 нови улици се направени во тој дел на градот. Извршивме поставување на нови контејнери. И така натаму, сега не ми текнува некои од останатите проблеми, меѓутоа работи што ги решиме, меѓутоа имаме и одредени проблеми, пропусти кои што поради техничката природа, техничкиот карактер не се решиви. Имаме реакција од граѓаните како што е превозот, се работи интензивно на решавање на тој проблем, општинската администрација работи интензивно и мислам дека во овие 100 дена со оглед на сите проблеми кои што ги има и на ниво на државата и самата општина, мислам дека градоначалникот Максим Димитриевски успешно го започна својот втор мандат и ќе му честитам. Ќе му посакам успех во наредните 4 години и плодна соработка со останатите институции и менаџери на останатите јавни предпријатија. Да, очекувате целосна имплементација на ветената програма? Па очекувам, познавајќи го градоначалникот со каков темперамент, со каква волја влегува во работата, познавајќи ја состојбата која што има сега во општина Куманово, во однос на претходните 4 години, каде што градоначалникот влезе со огромни долгови. Сега ги нема тие долгови, се расчистени. Познавајќи го неговиот ентузијазм, сигурен сум дека ќе успее да ја реализира не само оваа програма, туку и дополнителни проекти од оваа програма. Веќе знам и некои дел од проекти што ќе започнат со имплементација за месец или два по завршување на тендерските постапки. И мислам дека полека Куманово ќе заличува на еден модерен европски град како што заслужува, како најголема општина во нашата држава. Да, што според вас е приоритет за реализација во нашиот град? Имавте претходни средби со граѓаните, што потенцира, што бараат тие најмногу? Мислам дека според укажувањата и според анкетите кои што сме ги правеле ние како тим, и оно што го слушаме од разговорите со граѓаните два проблема детектираат како главни во општина Куманово. Едниот проблем е чиста животна средина, односно поуспешно справување со отпадот, бидејќи јас сум менаџер на ова јавно предпријатие, меѓутоа отворено зборувам, граѓаните не се задоволни од работата на нашето јавно предпријатие. Тука има низ фактори, може да се повекуваме и на несовесни граѓани, несоодветно фрлање на отпад, проблеми со кои што се соочуваат јавното предпријатие, меѓутоа факт е дека граѓаните изнесување на сметот го гледаат како еден од главни проблеми. Втор проблем со кој што се соочуваат граѓаните е сообраќајниот метеж. Значи мора да се работи на дополнително пробивање на пристапни улици, патеки, булевари, проширување и така натаму, поставување на дополнителни столпчиња за спречување на паркирање на тротоарите, повеќе можност на самите граѓани да ги користат тротоарите за пешачење. Исто така, во делот, особено на приградските населби, граѓаните се жалат на недоволна инфраструктура, недоволна количина на канализација, на водоводни мрежи, асфалтирање и мислам дека полека во наредните 4 години овие проблеми ќе се решаваат. А мене ако ме прашувате лично како човек, што сметам, што треба да се направи, мислам дека овој град заслужува да има повеќе паркови, поуредени паркови, повеќе простор каде што детски качиња, каде што најмалите ќе може да се играат, родителите да имаат простор каде тие дечиња да ги одведат и да ги прошетаат, да се рекреираат во слободното време. Вие сте еден од ретките кои што се вратија на функцијата менаџер на јавно предпријатие. Се добива впечаток дека во овој мандат градоначалникот ќе даде простори на нови млади кадри. Па добро, јас од досегашната соработка што имам со градоначалникот и до сега даваше можност на млади луѓе да се докажат во својата работа. Како што видовме и изминативе денови, беа поставени повеќе нови менаџери на одредени јавни предпријатија, сите се претежно млади и обично јас како велам, доколку му дадете простор, шанса, можност на млад човек, тој ќе бара да се докаже, ќе сака да искористи својата шанса која што му е понудена, ќе сака да напредува во кариера. Со самото тоа и самите јавни предпријатија подобро функционираат и самата наша општина има поголем бенефит и поголем успех.
И мислам дека ќе продолжи со тој тренд во тој дух градоначалникот, а секако доколку има некој кој што не си ја врши соодветно својата работа, без разлика од каде доаѓа, каде припаѓа, дека нема да продолжи со таа функција, познавајќи го неговиот менталитет. Да. Доста коментирана беше и коалицијата со ВМРО ДПМН во Советот, поставувањето на директорот нивната партија, нивен член. Како гледате на сето тоа и како ја оценувате до сегашната соработка? Па добро, по завршување на избори, јас како шеф на штаб, заедно со градоначалникот по победата, ние имавме 8 советника, што исто така сме изненадени од бројката на советниците кои што ја добивме, позитивно изненадени, морам да кажам. Градоначалникот во 2 наврети излезе и ги повика сите политички субјекти да дадат подршка и да земат активно учество во креирање на новиот совет, со што би се направил еден широк совет, едно единство за добробит, се со цел за добробит на градот, на нашата општина, каде со консензус ќе се носат сите одлуки, не навлегувајќи на тоа кој од која партија каде ќе биде поставен, туку да ми се даде повеќе можност на стручни луѓе кои што ќе влезат, ќе ги менаџират јавните предпријатија, ќе влезат во секторите во општини, се со цел да ја подобриме работата и на самата администрација, на самата општина, на крајот граѓаните ќе го имаат тој бенефит. Мислам дека од одредени политички партии таа добра волја на градоначалникот не беше препознаена, не беше прифатена и она што го имавме година-две пред избори продолжи во тој дух да водат, би рекол јас условно, некој инает на градоначалникот од за мене личи неразбирливи причини, меѓутоа тоа е што е. Да, партијата ВМРО ДПМН даде подршка на овој концепт, на овие проекти. Ние и немаме некој поголем договор со самата партија. Она што го имам како информација за поставување на директорот на Куманово газ, да, дека во соработка и е било разговарано помеѓу градоначалникот и мислам дека председател на партијата ВМРО. Меѓутоа и она што го имам како информација е дека самиот тој директор, мислам дека не е ни член на партијата ВМРО, туку доаѓа од реалниот сектор како успешен човек кој што работи во приватен сектор, остава поголема плата за себе за да дојде да менаџира со ова јавно предпријатие како искусен човек и да си напредува во кариерата. Очекувате ли успешна соработка со новата влада, која што ја предводи наш кумановец, по потекло од Куманово-Ковачевски, и може ли да очекуваат кумановци нови проекти и надминување на оние недоразбирања од минатото? Па добро, ние во минатото имавме, мислам дека премиер, да, технички премиер Кумановец, меѓутоа општина Куманово не виде некој поголем бенефит од тоа. Се надевам, оптимиста сум дека во нареден период владата, особено ако знаеме дека по потегло премиерот е Кумановец, ќе најде снага, ќе најде сила, можности како да се имплементираат повеќе проекти во општина Куманово. За жал, мислам, се уште ја сметам Република Северна Македонија за цивилизирана земја, каде што важат одредени закони, устав, правила на однесување, и мислам дека треба да ги почитуваме тие закони, правила на однесување. Доколку ги почитуваме законите, општина Куманово има право на дел, процентуален дел по закон од таксите и даноците кои што ги плаќаат граѓаните на општина Куманово. И затоа сметам дека не би требало да се доведе во прашање да се постави на таков начин соработка помеѓу општина и влада, бидејќи по закон е нужно ние да соработуваме. Сметам дека треба Куманово да има многу повеќе проекти. Ако знаеме дека во изминатите децении Куманово беше тотално запоставено од страна на владата, немаше поголеми инвестиции во град Куманово и затоа можам само да бидам оптимист и да се надевам на добра соработка во нареден период, а пред се тоа ќе биде за добробит на граѓаните. Не треба да се води инает еден на друг лично, персонално, туку треба да се гледа исклучиво во интерес на граѓаните и на добробит на граѓаните. И треба да се потсетиме дека општина Куманово е најголема општина во нашата држава. И затоа треба да има многу повеќе инвестиции и треба да има многу повеќе проекти. Како што претходно искажав, општина Куманово за среќа е веќе стабилна и може и сама со сопствени средства да продолжи со изградба на останатите проекти кои што беа започети во
минатата година, како што е спортска сала, веќе се работи на внатрешно уредување на спортска сала. Ќе започнеме со уредување на Соколана, на Соколанскиот парк, со уредување на градскиот парк, мислам дека веќе и постапката тендерска е во тек, и многу други проекти како што се кружните токови, детските качиња, се со цел да биде поубав и поедноставен начинот на живот на граѓаните на општина Куманово. Ви благодарам на одвоеното време, се надевам дека одговоривме на дел од прашањата кои што ги интересираат кумановци и дека наскоро повторно ќе ве видиме во нашето студио. Уште еднаш благодарам на поканата и секогаш ви стојам на располагање и на вас и на граѓаните. Благодариме. Почитувани, тоа беше се за вечерва, останете на програмата на Телевизија Плюс.